Здраво си, доброволте во петата епизода на Are You Scared за оваа сезона и предпоследната епизода за целиот овој серијал на Are You Scared Unsolved. Денес ја вработуваме смртта на Чарлс Морган, осигурителен агент. Суштината на овој случај ќе биде тоа што се случило после неговата смрт, а не пред неговата смрт, па затоа мислам дека можеме да влеземе во случајот. На 22 март 1977 година, Чарлс Морган, 39 годишен агент во осигурителна компанија во Тусон, Аризона, исчезнал кога го напушти својот дом, наведум киднапиран на пат кон неговата работа. 3 дена подоцна, во 2 часот, тој конечно се врати дома, неговата сопруга Рут Морган пријавила дека има лисици околу рацете. Таа покажала дека не може да зборува. Тој покажал дека не може да зборува, Рут му дала пенкало и хартија и напишува дека тој напишува дека во грлото има халуциноген лек кој може да му уништи нервниот систем. Рут сакала да повика полицијата или да стапи во контакт со лекар, но Чарлс и рекол да не го прави тоа и рекол дека тоа ќе го доведе нивното семејство во опасност. Рут дава отказ од работа за да се грижи за него, пошто тој и кажал дека во последните 2 или 3 години работел како таен агент во Министерството за финансии. Тој тврдеше дека неговите киднапери ја зеле неговата лична карта, а потоа рекол дека повеќе не кажувал ништо. Значи вака, што имаме за почетокот? Чарлс и Морган работил во осигурителна компанија, го напуштил домот онде кога работата, бил киднапиран. 3 дена понатаму тој се враќа дома, целиот рацете му се врзани со лисици, напишал на лист хартија дека имал некој халуциноген лек во грлото кој што би можел да го уништи неговиот нервен систем. Потоа изгледа некако го изваделе тој лек, тој подоцна кажал дека ме киднапира, ме оценуваат со тоа и тоа. Тој исто така неговата сопруга сакала да повика полиција, но тој не ја дозволил, рекол ако го направиш тоа, нели, ќе го оставиш нашиот живот во опасност. Тие рекол дека киднаперите му е зеле неговата лична карта. И исто така Чарлс Морган ја открил неговата тајна на својата жена и кажува дека последниве 2-3 години работи како таен агент и затоа нели би можело нешто тоа нели неговото работење како таен агент би можело да има врска со неговото киднапирање. 2 месеци по исчезнувањето на Чарлс, тој повторно е пријавен за исчезнат. По 9 дена Рут добива телефонски повик. Неидентификуваната жена и кажува на Рут: чакај во ред, а потоа ја спушта слушалката. 2 дена подоцна, на 18 јуни, неговото тело е откриено на 64 км западно од Тусон, во близина на неговиот автомобил. Чарлс бил проведен со панцир што наводно го носел по неговото прво исчезнување и појас во кој имало нож и футрова. Пар очила за сонце биле пронајдени на местото на настанот, но не биле негови. Инспекторите на округот Пима го пребарале неговиот автомобил и пронашле неколку оружје и складиште со муниција. На задното седиште од автомобилот бил открит завод на Морган, завиткан во бело марамче, а сепак тоа не е најчудното нешто што инспекторите го пронашле на местото на настанот. Бизарно имаше нешто закачено на долната облика на Морган, тоа беше банкнота од $2 со 7 шпански презимења и мапа на граничната област. Картата водеше до градовите Робелс Јункшен и Сала-Сити, област помеѓу Аризона и Мексико. Тие градови во тоа време имале репутација на шверц, факт кој подоцна ќе стане важен. Над списокот со презимења имаше стрелки што укажува на бројите 1 и 8 во серискиот број на сметката. Некои од записите на парите имале наводно масонски референции. Чарлс имал и парче хартија се упатства до местото каде што бил пронајден. Насоките биле напишани со негов ракопис. Медицинскиот инспектор велел дека тој бил мртов само 12 часа кога бил пронајден. Чудно, но на местото на настанот немало отпечаток од прст, дури ни на пиштолот. На раката на Морган нашле барут, веројатно поради оваа причина одделот на шерифот го означи како самоубиство и со години се чинеше дека тоа е крајот на случајот за Морган. Наводно самоубиство со извртени индици што се чинеше дека сугерираат на друг начин. Значи вака на пиштолот не нашле негов отпечаток, значи тоа не може да биде возможно ако некој од после него избришил пиштолот или ако него убил некој друг. Нашле сепак на неговата рака барут и затоа рекле да ова е самоубиство. Тоа не ми е логично. Добро, барут нашле, но не нашле отпечаток, негов отпечаток не нашле на пиштолот со кој што наводно се самоубил, нели? Друго што можеме да кажеме е дека имало запал бил скршен, му бил пронајден на задното седиште, исто така му нашле во неговата автомобил му нашле очила за сонце кои што не биле негови. На тие парите исто така биле запишани неколку јужноамерикански презимења. Значи ова тој не би може мислам да го направи сам или го направил сам да го остави тоа како
како трага да рече јас се самоубијам, ова ви го оставам и според ова како да кажам, најдете ја причината за моето самоубиство, тоа би можело да го направи на некој начин, но сепак јас мислам дека некој друг го направи ова, човекот што го убил, исто така му скршил зап, му ги оставил на очарите и ги напишал тие презимињата на банкнотите, исто така и серискиот број на парите, бројот 1 и бројот 8 од серискиот број на банкнотите бил забележан како со стрелки. Друго што можеме да кажеме дека така да, значи тоа се што имавме да кажеме, тоа нели полицајците го забележале ова како самоубиство, не како убиство, нели како што кажавме со години се чинеше дека тоа е крајот на случајот за Чарлс Моган, самоубиство што нели немало други докази што ќе укажат дека е тоа убиство, па мислам дека сега можеме да влеземе во теориите за тоа дали тој бил дали се самоубил или ако некој друг го убил, кој го убил. Првата теорија е, смртта на Морган всушност беше самоубиство. Имаше барот на неговата рака, пиштолот што го користеше беше негов, но Морган беше десна, а баротот и истотоците беа на неговата лева рака. Нема смисла тој да ја користи левата рака за да си пука во задниот дел од главата, а камоли да користи таква непријатна положба за да се самоубие. Дополнително, местото на злосторството сугерира присуство на некој друг, како што е забот на Морган, очиите за сонце што не му припаѓале и бизарната банкнота од $2. Значи, оваа прва теорија повеќе ја негира нели смртта на Морган како самоубиство, како што ја потврдува, нели како што кажаме се вели дека немало нели отпечаток на пиштолот, исто така местото на злосторството сугерирало дека тука бил некој друг, нели нашле полицајците некои докази како што се нели забот на Морган кој што бил скршен, нели тој не знам зашто би го скршил, зашто би го скршил сам забот, исто така и очилата кои што не биле негови, ако сам се самоубил, нели не знам од кај би ги нашол ночарите. Исто така што имаше друга во оваа теорија беше дека тој со лева рака, значи барутот му бил најден на левата рака, тој бил дешнак, нели ако се самоубил, никој не знам зашто би користел на таква позиција за нели да си пука во задниот дел од главата си пука со лева рака, значи вака требало да прави. Тоа би било нели неприродно, нели ако се самоубил. Друго нешто што можеме да кажеме е дека сепак нели тој пиштолот бил негов, Морган бил дешнак и баротот и истотоците били на неговата левата рака, нели тоа кажавме се можеме да продолжиме со втората теорија. Втората теорија е дека Морган е убиен поради тоа што бил во тајната служба. Треба да се напомене дека Морган дефинитивно не бил во тајната служба, но ако бил, како што ја рекла на сопругата, може да тоа да довело до негово убиство. Морган наводно работел како чувар за семејство од организиран криминал. Непосредно пред неговата смрт, Морган исто така сведочеше во тајна државна истрага за нелегални активности од двете страни на границата Аризона-Мексико. Тој беше сведок на канцеларијата на јавниот обвинител во Аризона при сослушувањето на сега затворената банка во Тусон. Дали Морган аудираше на овој случај кога ја кажа на својата сопруга дека бил прикриен во Министерството за финансии. Една од ќерките на Морган, Меган Хидеј, изјавила: "Татко имаше многу информации за луѓето овде во Тусон, кои може да бидат многу опасни. Имаше многу информации за политичарите, луѓето кои се уште се живи, кои работат во нашата влада. Тој ги имаше тие информации, тие сака да го замолчат." Значи така втората теорија дека тој бил во тајната служба и дека сите тие информации што ги поседувал за некои опасни луѓе, нели тоа го било. Тие луѓе кога дознале дека тој поседува такви адути спрема нив, можам да кажам, дека се вели дека нели тие луѓе губиле, нели не нашли информации дека тој бил во тајната служба, но се вели дека ако бил тој би можел да знае многу, да речеме, опасни работи. Тој исто така сведочил во случајот за оваа банка во Тусон која што била затворена и може некој што дознал дека он е сведок во тој случај да го убие, нели за да не сведочи. Третата теорија е Морган бил убиен поради други недозволени активности. Тврдена по смртта на Морган една жена која се нарекува себе си Зелени очи, се јавила кај шерифот на округот Пима и тврдела дека истата жена која претходно контактирала со сопругата на Морган. Зелени очи изјавила дека го запознала Морган во мотел пред да умре. Одделот на шерифот на округот Пима тврди дека Морган престојал во мотел Вестсайд повеќе од една недела пред да биде застрелен. Зелените очи рекла дека Чарлс си покажал актовка полна со $1000 за која тврдела дека требала да откупи од договорот што мафијата му се заканувала по животот. Речиси 13 години по неговата смрт, на 7 февруари 1990 година се емитуваше епизода Нерешени мистерии на NBS кога покрива случајот на Чарлс Морган. Ова предизвика дожд на дојдовни повици која му помогна на Дон Деверо
новинар на нерешени мистерии, да каже дека Морган бил вклучен во перење пари и големи транзакции со злато и платина, кои редовно се случувале помеѓу годините 1973 и неговата смрт во 1977 година. Значи, од каде да почнеме со третата теорија? Третата теорија вели дека тој бил вмешан во некои други недозволени активности, таа што се јавила на жената што се јавила на супругата и него дава своето име, подоцна се јавила во полицијата, кажала викајте ме зелени очи, нели, него дава името, туку го дава само нели само тоа како незино анонимно име, зелени очи се нарекувала, и таа рекла дека Морган и покажал неколку дена пред Морган да биде пред неговата смрт, нели, тој ги покажал автовка која имала, нели, многу пари и наници долари, кои што се вели, нели, и тој кажал на зелени очи дека овие пари треба да ги дадам за да го откупам договорот, што мафијата, нели, му го поставила за, нели, да му се заканува по живот, нели, мафијата, нели, сигурно, нели, го оценувала и овој сакав да им даде пари, нели, за да се уништат тие докази или што и да било, само, нели, тој да биде сигурен по својот живот, но сепак тоа не се случило. Морган се занимава со трансакции на злато што вредело над $1,000,000. Исто така имаше и вмешани, можеби тајни агенти на ЦИА кои најверојатно сакале да стават пари во джеб за себе. Морган исто така беше поврзан со шема за перење пари со измамнички недвижен имот, а еден од клиентите на Морган беше мафијашка екипа центрирана околу Џозеф Бонано сениор. Деверо исто така открил дека Морган чувал копии од сите направени незаконски трансакции, мислејќи дека тие би можеле да го спасат во иднина. Дали овие документи за нелегалните трансакции беа причината зашто Морган бил убиен? Можеби давајќи дополнителна тежина на идејата дека Морган бил замолчен, слично злосторство се случило кон емитувањето на епизодата Нерешени мистерии, што го откри најголемиот дел од криминалната активност на Морган. Значи, ова заборавме да го споменеме, нели, шоуто Нерешени мистерии кој што се емитувало на NBS, по таа епизода, нели, кој што открива многу детали за смртта на Чарлс Си Морган, тој главниот новинар што бил Ден Деверо, тој добил многу повици, нели, во таа емисија, која што велела дека Морган бил убиен затоа што бил вклучен со овие големи трансакции, нелегални трансакции со злато и платина. И, нели, како нели си кажавме, дали тој бил убиен поради документите за тие нелегални трансакции кои што тој ги правил или пак ги добил некој друг и сега тие му се заканували затоа го убиле. Друго што можам да кажеме дека овој Дон Деверо бил главниот истражувач, нели, за смртта на Чарлс Си Морган и подоцна ќе видите нешто се случува со него. На 14 мај 1990 година во 23 часот жител на Феникс, Аризона по име Дак Џонстон заминал во својата ноќна смена во компанија за компјутерска графика. Тој беше продаден мртов еден час подоцна на паркингот на неговата компанија, паднал на предното седиште на неговиот автомобил како беше погоден со еден истрел за левото уво. Како и Морган, властите веруваат дека Дак извршил самоубиство, но Дак бил деснак, а куршумот бил за левото уво. На местото на злосторството не биле пронајдени остатоци од барут, но била пронајдена чаура од куршум со калибар 25. Интересно, Дон Деверо, новинарот кој претходно го истражуваше случајот на Чарлс Морган за нерешените мистерии, живееше преку улицата од местото каде што бил пронајден Дак Џонстон. Друг интересен споделен аспект помеѓу двајцата е тоа што автомобилот на Џонстон, караван на Тојота, беше многу сличен со оној на Деверо. Во тоа време Деверо разговарал со друг новинар кој добил предупредување од ЦИА. Овој новинар дознал од доверив извор на ЦИА дека убиството на Дак Џонстон било грешка, дека куршумот бил наменет за Деверо. Овој орган на ЦИА исто така тврдеше дека се уште има договори за смртта на Деверо. Овие закани можеби се случиле поради тоа што Деверо истражувал смртта на Чарлс Морган. Значи, ова сакаме да кажеме. Ова убиство на овој нели случаен човек Дан Џонстон можеби било наменето за овој новинар кој што ја истражува смртта на Чарлс Морган. Можеби овој Деверо нашол нешто, некоја информација која што ќе го открие, нели, убиецот на Чарлс Морган и затоа, нели, тој што губил Морган сака да губи Деверо, но тој го промашил, нели. Дон Деверо возел иста кола со овој жртва Дак Џонстон и биле, нели, слични на изглед и затоа, нели, Дак Џонстон бил убиен, а не Дон Деверо, новинарот кој што истражувал, нели. Подоцна од ЦИА му кажале сакале тебе да те убиен, но губиле овој дечко, сега не знам дали би можело да биде како предупредување, нели, како предупредување да служи во убиство на Џонстон, да го убие него, да го предупредат, да речат што ќе се случи на тебе ако продолжиш да истражуваш за смртта на Чарлс Си Морган, или едноставно ова било, нели, промашена работа, што се вика промашено убиство, и место да го убијат Дон Деверо, губиле овој Џонстон.
останува да видиме, нели, мораме да го продолжиме овој случај. Дополнително подкрепувајќи идејата дека луѓето што истражуваат смртта на Морган се замолчувани, писателот од Вашингтон по име Ден Казалеро се обратил до Деверо барајќи информации за трансакциите со злато на Морган. Пред Деверо да испрати информацијата, Казалеро беше пронајден мртов во хотелска соба во кадата со вените исечени околу 10 пати. Полицијата пресуди дека станува збор за самоубиство. Братот на Ден Казалеро, кој што бил доктор, рече дека Ден толку му се гадел од крв што едва му дозволило на брат му да го боцка за да му земе крв од прстот, што не се согласил со методот на самоубиство на Ден Казалеро. Деверо верува дека истите луѓе вклучени во активностите од 70-тите се уште на слобода. Тие можеби го замолчиле Морган и писателот Ден Казалеро, а можеби се обиделе и не успеале да го замолчат Деверо. Значи, за мене е многу интересно како сите овие убиства, да речеме, јас мислам дека се убиства, интересно е за мене што сите овие полицијата одма ги забележува како самоубиства. Први за Чарлс Морган, после за овој Даг Џонсон што беше продаден во туетата, и сега трето овој новинар Ден Казалеро, сите се убиени на идентичен начин, можам да кажам, но сите три се заведени како самоубиство и не се дополнително истражувани. Мора да постојат некои факти, но еве имаме многу факти кои што велат дека не би можеле, сите овие три не би можеле да бидат самоубиство, главната тема за смртта на Чарлс и Морган, тоа не беше главна тема, неговото убиство, по мене не би можело никако да биде самоубиство, затоа што не бил пронајден отпечаток на пиштолот. Значи тоа кога се самоубива, пука и пиштолот паѓа. Не можам, освен ако не носел ракавици, но како што прочитавме, не биле најдени ракавици на местото на злосторството. Другиот, овој втор Даг Џонсон, него речиси сигурно го обиде, тој во колата бил, одел на работа и кога се паркирал, некој од позади го пукал. Тоа ја мислам дека е 100% убиство на овој третиот човек Ден Казалеро, кој што го прашал Деверо за документи за трансакциите на Морган, пред да ги добие тие документи да истражува во смртта на Чарлс и Морган, тој бил убиен. Ова ако е случајност, би била неголема случајност во светот, според мене, баш тогаш кога ги барал тие информации за да истражува смртта на Чарлс и Морган, тогаш го наоѓаат како се самоубил со велните сечени, не би можело тоа да е самоубиство во никој начин, во никој случај. Не е најдовно осомничени, туку само како од страна и од подалеку ги испитувавме овој случај, односно ги истражувавме смртта на сите овие што биле или убиени или самоубиени во овој случај. Потенцијално осомничени немаше. Јас скоро сум убеден дека кој да го убил Чарлс и Морган, ги убил и другиве за да ги замолчи, за да не истражуваат за неговата смрт. Чарлс и Морган бил замешан во многу нелегални работи, можам да кажам, имал еден тон потенцијални луѓе кои што би сакале да го убијат, и мислам дека тоа ќе биде се за овој случај. Во петок излегува последната епизода за целиот овој серијал на Iris Curtain Soft. Се гледаме до петок во 15 часот, до тогаш пријатно.